Почнува ли да се раѓа новата стартап заедница во Македонија? Од инвентивност до иновативност. Најголема пречка во моментот се недостаток на финансии и недостаток на добро менторство во Македонија. Ќе успеат ли владините мерки за стимулација на компаниите да го сменат менталниот склоп кај младите? Се финансирале само помали проекти и оттаму и нискиот процент на искориственост на средствата. Водењето бизнис без преземање ризик и постоењето таков порив да се преземе ризик апсолутно е невозможно. Хрватските стартапи досега имаат привлечено дури $100 милиони инвестиции. Мате Римац го промовираше прототипот на автомобилот Римац Концепт 2. Do sada smo uzimali dosta mladih ljudi, direktno sa fakulteta i taj dio će se sigurno nastaviti u budućnosti. Добро вечер. Мерцедесот што стана символ на груевизмот, на политичкиот и социјален разврат, на луксузирањето на претходната власт, останува гаражиран во депото на македонската влада. Запрена е лицитацијата и тоа не смее да се оттуѓува додека трае судската постапка за прислушуваните разговори. Околу моделот и неговата набавка договорени меѓу Груевски и Јанкуловска. Експредседателот на Врховниот суд пред 2 недели сериозно го предупреди кабинетот на Заев дека продажбата на луксузниот и скап Мерцедес треба да се стопира поради кривичната постапка. Дани Илиев за Фактор магазин пред 2 недели беше категоричен. Јас се чудам предмет, односно предмет кој е предмет на кривично дело, не би можел така да се продава. Односно тој би требал со судска одлука да биде привремено одземен до крајно завршување на постапката, а потоа судот ќе одлучи што со предметот, ќе го довери на некој орган, ќе го продава и така натаму. Во овој случајот, мислам дека продавањето визави обвинението за истиот предмет не е допуштено. Тоа значи дека владата не сме или не може да го продава Мерцедесот, бидејќи е дел од Па владата не знам. Она смее сигурно. Ама не знам зашто судот или обвинителството кој пред кого е оставен предметот така. Не сум чул дека постои одлука да тој се привремено одзема додека не заврши постапката за него или неговата набавка и така. Ако нема тако, веројатно ќе може, но не е добро. И во владата валјда има некој што разбира, не е прво обвинение во кој се наоѓаат предмети кои до завршување на предметот на претресот, односно до првата пресуда, до правосилна пресуда остануваат во надлежност на судот. И додека во Македонија судбината на блиндираниот Мерцедес од 600.000 евро останува мистерија. На само 700 километри од тука, во Загреб, е дизајниран и направен најмодерниот и најбрз автомобил на електричен погон. Римац Концепт 2 е представен на сајмот во Франкфурт. Младиот Мате Римац со неполни 30 години стана светски бренд на иновациите и модел како се испишуваат сториите за сонувањата за стартап фирмите што сега се новата приказна за европска Хрватска. Прототипот на автомобилот Римац Концепт 2 е новиот хит кој го загрозува и американскиот мултимилиардер Илон Маск и неговиот автомобил Тесла на струја. Римац 2 нуди и батерија која би требала да биде достапна за околу $100. Времето на полнење на батеријата е 30 минути до 80%. Не треба да ја заборавиме ниту почетната цена на Римац 2 од 1.700.000 евра. Кој е Мате Римац, иноватор што пред една деценија разглоби еден стар и брз BMW, а потоа се тргна со своји пронајдоци, вклучувајќи го и велосипедот на струја што чини $8.000 и се произведува на кинескиот пазар. Кога го прашавме познатиот водител Александар Станковиќ како би го опишал својот комшија Мате Римац, тој ни го посочи интервјуто со него за ХРТ. Neki ljudi i poput Mate Rimca o kojem ste također radili priču, to je izazov. Meni je izazov kao novinaru razgovarati s takvim ljudima. Mi imamo 250 ljudi koji smo zaposlili u zadnjih 7 godina i imamo 16 nacionalnosti. Mi sprečavamo da Hrvati idu van, vraćamo dijasporu. Mislim, veliki dio naših ljudi ne bi bio u Hrvatskoj da nije naše firme. Еден од довчерашните најблиски соработници на Мате Римац не донесе во Света Недела на 20 километри од Загреб во една мала економска зона на компаниите во Подем. Римац автомобили е престижна хрватска компанија која неодамна доби награда за според критериумот за регрутирање на квалитетни кадри.
Една од моите соговорници е Ацо Момчилович, кој има спроведено нов модел на регрутација на таленти. Ви благодарам што ја прифатите поканата за разговор. Можете ли да ми кажете врз основа на кои критериуми ги избирате талентите или кадрите што ги вработувате? Pa ovako, zapošljavamo ljude dosta različitih profila. Zapošljavamo dosta inženjera, to su najčešće inženjeri elektrotehnike i računarstva, ali isto tako i inženjeri strojarstva. Do sada smo uzimali dosta mladih ljudi, direktno sa fakulteta, i taj dio će se sigurno nastaviti u budućnosti, ali sa vremenom uzimamo i zapošljavamo sve više iskusnijih ljudi. Znači iz Hrvatske, iz regije, ali i iz ostalih dijelova svijeta. Ono što nam je naravno važno je da su dobro obrazovani, da imaju specifično iskustvo u autoindustriji, to je naravno uvijek veliki plus, ali nije nužno s obzirom da na nekakvu povijest zemlje nemamo preveliku autoindustriju. Ono što većina naših zaposlenika ima je nekakva strast prema autima, prema autoindustriji ili u svakom slučaju prema tehnologiji, prema razvoju novih stvari i prema praćenju novih trendova. Od potencijalните вработени барате искуство, знаење, но и страст. Tako je. Da, važno je imati taj splet više faktora, znači naravno iskustvo i znanje, specifični skillovi su važni, ali za ovaj posao mislim da je gotovo nemoguće raditi ako neko nema stvarno i veliku volju i motivaciju da sudjeluje u ovako velikom projektu. Што ги чека модерните компании од ваков тип, како вашата, односно како Rimac automobili? Projekti na kojima radimo su izrazito zanimljivi. To je znači svjetska klasa projekata. Mi surađujemo sa najvećim svjetskim igračima i najpoznatijim firmama, kao što je Aston Martin, kao što je Koenigsegg, znači firme koje proizvode također super automobile. I naravno neke druge velike firme koje neke smijemo, neke ne smijemo spomenuti. Možemo im obećati odličnu korporativnu kulturu kompanije, jako zanimljive kolege od kojih mogu puno naučiti. Mislim da pružamo odlične uvjete svim našim zaposlenicima i zapravo mogućnost napretka u karijeri. Mi svake godine gotovo da poduplavamo broj ljudi, znači rastemo skoro pa eksponencijalno, tako da svi oni koji su već došli prije godinu ili dvije imaju prilike da se pokažu kao nekakvi voditelji, da rastu i hijerarhijski u firmi. Tako da mislim da možemo sa sigurnošću reći da svi koji provedu određeno vrijeme u Rimac automobilima će napredovati jako puno i u smislu svoga znanja i iskustva i nekakvih mogućnosti koje im se pružaju. Zad vas gledam velosiped električan. Koliko čini to i kako izraботa? Trenutna cijena ovoga bicikla koji je sada u prodaji je nešto iznad 8.000 eura. Upravo je u izradi i radi se novi model koji će biti nešto malo po performansama drugačiji i njegova cijena će biti niža. Koji je profil navraботени vo vašата kompanija? Koje sve profile tražimo? Mi, kao što sam spomenuo na početku, imamo par velikih odjela. Na primjer, u jednom segmentu proizvodnje tražimo tehničare i specijaliste sa iskustvom u različitim dijelovima. To može biti od kompozitnih materijala do lakirnice ili do, kako mi to zovemo, metal manufacturinga. Imamo velike razvojne odjele, znači razvoj automobila, gdje imamo mechanical inženjere strojarstva sa različitim subspecijalizacijama, ali isto tako u razvoju komponenti imamo i razvojne inženjere, znači elektrotehničare, programere i opet različitih vrsta. Možemo reći da zapravo kad gledamo fakultete sa kojima surađujemo, mi gotovo zapošljavamo sve profile studenata koje oni obrazuju. Znači od inženjera možemo govoriti o programerima koji su embedded programeri, embedded razvojni inženjeri hardvera, softvera, mobile app developeri, znači i frontend i backend i web application developeri, tako da mislim da pokrivamo jako puno različitih profila. Како дојдовте на идејата да ја формирате компанијата Rimac, имајќи во предвид дека првичната идеја било да се преку стариот модел на BMW да се создаде ваков? Da, ovdje se u firmi i tamo iza nas može vidjeti malo o povijesti kompanije. Zapravo ideja je došla od osnivača i vlasnika kompanije Mate Rimca koji je imao tu viziju. On je htio napraviti, kako je sam se kao mlad utrkivao i sudjelovao u automobilskim utrkama, onda je došao na ideju da napravi električni automobil. To je tada izgledalo u tim godinama dosta smiješno ili gotovo nemoguće, međutim godine su pokazale da je njegova vizija, njegova upornost
bila dovoljno dobra da na kraju i ostvarimo ovaj nevjerojatni uspjeh. Naravno, ono što je važno za reći, mi smo možda poznati zbog ovih automobila koje radimo, znači jer su oni svjetska top klasa, ali mi smo zapravo kompanija koja razvija tehnologiju. Znači, dobar dio naših prihoda i dan danas, a i u budućnosti će biti iz suradnje sa pojedinim kompanijama, sa klijentima koji naručuju samo dio automobila koji mi, na primjer, možemo razviti. Da li idnинате во електричните автомобили? To će biti zanimljivo pratiti zato što je trend razvoja električnih automobila u zadnjih godina u ogromnom porastu. Znači, ono što je Tesla napravila, probila nekakve barijere, komercijalizirala te aute. Ono što ja vjerujem da možemo u sljedećih 5 godina očekivati znatan porast električnih automobila na cestama u svijetu, a onda naravno će se to preliti i na regiju. U ovome trenutku ih još nema, ali mislim da i neke države kroz regulacije zapravo će uvjetovati da određeni broj ili čak svi automobili u nekom vremenskom periodu budu električni. Кој е рецептот да ги задржите квалитетните кадри? To je pitanje koje ja mislim svim zemljama zanimljivo za postaviti. Iz Hrvatske odlazi određeni broj ljudi, inženjera u zapadne zemlje. Za našu kompaniju, na svu sreću, je situacija nešto malo lakša zato što mi, kao što sam rekao, stvarno radimo na najboljim svjetskim projektima. Znači, nitko neće otići van u nadi da radi neka bolji ili zanimljiviji projekt. Isto tako trudimo se da su naše plaće kompetitivne i nudimo cijeli niz drugih motivatora za naše zaposlenike, tako da smo za sada zadovoljni sa brojem ljudi koji ostaju u firmi. Možemo reći da jako malo ljudi u ovome trenutku odlazi, a ono što je posebno zanimljivo i što nam je drago, da smo uspjeli i vratiti neke ljude koji su otišli iz zemlje van, tamo se obrazovali ili radili, i vratiti nazad u Hrvatsku i zaposliti u kompaniji. A isto tako lijepo je primijetiti da smo dovoljno atraktivan poslodavac da privučemo i kandidate inženjere iz drugih zemalja. Tako da u ovome trenutku imamo zaposlene ljude iz 14 zemalja iz cijeloga svijeta. Вие сте млад човек. Што беше пресудно да одлучите да работите за Rimac автомобили? Odluka nije bila teška zato što mislim da je ovo jedna od rijetkih kompanija u cijeloj regiji koja radi ovako zanimljive projekte na ovako visokom nivou. Mislim da je sam vlasnik, vizionar kakve je rijetko sresti i upoznati, tako da mislim da svakom kome se pruži prilika da radi u Rimac automobilima je svakako treba iskoristiti, jer će znanje stečeno ovdje i iskustvo biti izuzetno rijetko. Da li na svetот mu prestoji hibridna vojna na manipulaciji i lažni vesti? To je zanimljivo pitanje, međutim ja nisam stručnjak za sigurnost. Ja mogu pretpostaviti, prema tome isto tako što čitam po medijima, da će sigurno biti sve veći i veći broj ljudi zaposlenih u cijelom sektoru, znači sigurnosti, informacijske sigurnosti i ajmo reći nekakvog informatičkog ratovanja, ali opet, kao što sam rekao, to nije nekakva tema koju ja komentiram s obzirom da nisam specijalist u tom području. Почнува да се раѓа и расте новата стартап заедница во Македонија. Ги има во гостителството, услугите, eBay, PR, маркетинг, вештачката интелигенција. Разновидни се платформите за развој и иновации. Мои гости се Катерина Трајчевска и Тошо Трајанов, новите бизнис ентузијасти кои со своите 24 години, пред 3 години, стартувале со своите идеи. Катерина Трајчевска и Тошо Трајанов по занимање се програмери. Студирале заедно за на свои 24 години да одлучат во 2015 година да основаат своја компанија. Скоро 2 години пред да ја отворат Адева, работеле хонорарно за фирми во други земји, повеќето од нив и сегашни клиенти, што им овозможило најголем дел од нивните лични примања да ги инвестираат во поставување на компанијата. На почетокот, за да немаат големи трошоци, работеле и од дома, но за многу кратко време развиле рентабилен бизнис, модел што им овозможил целиот приход на компанијата да го реинвестираат назад. Како растела побарувачката, така им се зголемувал и тимот во компанијата. На почетокот биле тројца, за денес да имаат повеќе од 10 вработени. Адева ја започнавме со самофинансирање. Почнавме со мала канцеларија, со малку опрема, со тројца или четворица вработени. Немавме некоја многу голема инвестиција на почеток. Целиот приход што сме го имале низ годините наназад сме го реинвестирале и сме се движеле чекор по чекор. Немаме
добиено некоја инвестиција од надворешни инвеститори или грант од државата или од било кој. Затоа што сме колеги од факултета, претходни двајцата сме биле членови во различни организации и сме имале најчесто лидерски позиции, па некако природно дојде, не знам, како и двајцата го имаме тој предприемачки дух, па природно започнавме со една ваква иницијатива. На почеток почнавме како класична аутсорсинг компанија, но при работата со различни стартапи од светот учевме многу и ги согледувавме проблемите кои што тие ги имаат кога работат со аутсорсинг компании. Соработуваат со стартапи и мали софтверски компании од Европа и Соединетите Американски држави, чии активности и продукти се пласираат на светскиот пазар. Клиентите ги бира аутсорсинг компанија затоа што сакаат да бидат сигурни дека може да им донесат долгорочна корист и раст на нивната компанија, но и да им овозможат на девелоперите работа на предизвикувачки проекти како дел од врвни стартапи. Се трудиме да донесеме клиенти што имаат работа на некои возбудливи проекти, кај што луѓето може да покажат креативност и да напредуваат во својот кариерен развој, зашто мислам дека за млад човек кариерниот развој е една од основните водилки, основните принципи. Дополнително, внатре во компанијата организираме низа активности и дружби за да имаме поблизок однос со луѓето со кои што работиме. Адева е стартап компанија која што има за цел да им направи полесно на стартап компаниите и организациите од светот да вработат талентиран кадар од глобално ниво, а од друга страна има за цел на девелоперите да им обезбеди една околина за работа во која што ќе имаат можност професионално да се развиваат, да соработуваат помеѓу себе и да работат на возбудливи проекти за глобален пазар. Во компанијата речиси сите се информатичари. Бизнес веб апликации. Дел од луѓето тоест имаме една маркетерка и остатокот сме генерално програмери. Претежно работиме со луѓе од Македонија, но се случува да се приклучат и ремоут луѓе генерално од Европа на тимот. За регрутирање нема некоја посебна формула, генерално стапуваме во контакт со луѓе, се трудиме да се движиме низ заедницата, програмерската заедница во Македонија. Дел од луѓето се започнале со пракса кај нас, па се развиваат и продолжуваат со работа во тимот, а дел од нив ни се приклучуваат после одредено искуство во област. При создавањето на својата бизнес приказна се соочили со голем број на предизвици и проблеми, но велат дека вреди да се ризикува. Најтешок дел ни беше да се носиме со правните работи во фирмата. Јас и Кате сме со техничка позадина, така да во нашиот случај проблемот беше правните работи. Генерално мислам дека зависи од бизнис до бизнис. Меѓутоа мислам дека најголема пречка во моментот се недостаток на финансии и недостаток на добро менторство во Македонија. Тука има потреба генерално од прилагодување доста и на пазарот и учење од грешките, учење од клиентите што е она што тие го бараат, зашто во принцип работиме за да задоволиме нечии потреби, мора да се научиме да ги препознаваме кои се тие и да го прилагодуваме нашето решение на тоа што навистина им е потребно. Кај нас беше така, започнавме со работа на еден начин, моментално работиме на сосема друг и сето тоа беше базирано на тоа учење што сите тие лекции што ги добивме од работата со клиентите и разбирање на што тие навистина сакаат и што им е потребно во работата. Трајанов го прашавме каков совет би им дал на следните млади предприемачи. Да бидат храбри, да почнат најрано што можат. Се прават многу грешки, од секоја грешка да ја сваќаат ко лекција за наредна подобра одлука, а не како пат. По рекламите следува интервју со директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски. Следете не.
Господине Деспотовски, ви благодарам што издвоивте време и ја прифативте поканата за разговор во емисијата Фактор магазин. За прв пат се обезбедуваат средства за финансирање на мали и средни компании. Дали ова е уште еден дополнителен стимул за компаниите и за младите предприемачи да навлезат во бизнис водите? Точно е тоа дека за прв пат владата на системски начин обезбедува финансиска поддршка за микро, малите и средни компании во рамки на планот за економски раст кој што се промовираше деновиве. Обезбедена е буџетска поддршка, велам, за прв пат на системски начин, бидејќи до сега финансиската поддршка во 95% од износот доаѓаше преку заемот од Светската банка. Тоа е на што фондот го реализираше како програми во изминатите неколку години. Препознаена е потребата да и државата со своји средства буџетски учествува во тој процес на финансиска поддршка, од причина што сакаме да обезбедиме поддршка за сите микро, мали и средни компании. До сега тоа не било случај. Критериумите кои што се поставени за користење на средствата од заемот на Светската банка се релативно строги и овозможуваат само еден мал дел од компаниите да учествуваат во повиците. Со планот за економски раст се овозможува сите буквално регистрирани микро, мали и средни компании да аплицираат и да добијат можност да учествуваат во програмите за финансиска поддршка. Зошто е мал процентот на искористеност на средствата за стартап компании? Само 9% од 9,5 милиони евра се искористени средства, финансиски средства во изминатата 2017 година. Средствата кои што се доделени од страна на Светската банка на државата во 2015 година некаде околу 9,3 милиони евра се прецизниот износ. Се на располагање во изминатите веќе 4 години. Она што го наследив јас како директор во август минатата година беше точно така, реално ниско искористеност на средствата. Од анализата што ја направивме, произлезе дека она што го споменав и претходно. Критериумите се поставени така да многу мал дел од микро, малите и средни компании имаат можност да аплицираат. Ќе ви дам пример. За средствата кои се доделуваат за иновативни проекти, значи може да учествуваат само компании кои што годишно стваруваат не повеќе од 60 милиони денари годишен приход. Тоа значи дека сите оние компании кои што имаат над 60 милиони денари годишен приход се исклучени од можноста за аплицирање. Тоа сега го променивме, како што кажа, во планот за економски раст на владата, овозможено е сите компании регистрирани како микро, мали и средни да земат учество во тие средства. Како што реков, значи критериумите се една причина, втората причина е тоа што износот на средства кои што се доделува за проектите е исто така релативно низок. Во рамки на еден од инструментите поддршка за стартап компании се доделуваат средства до 30.000 евра, во рамки на инструментот за комерцијализација и иновации се доделуваат средства до 100.000 евра. Велам релативно низок, меѓутоа исклучува можност да поголеми етаблирани компании кои што имаат развиено или имаат проект да развијат нов производ или услуга, а при тоа чини многу повеќе од 100.000 евра, тоа компаниите најдобро го знаат. Само, например, едно тестирање за квалитет во некој од институтите во западните земји чини повеќе 100.000 евра. Со самото тоа фактички налага да се финансирале само помали проекти и оттаму и нискиот процент на искористеност на средствата. Она што ние го направивме во изминатите 6 месеци е тоа што го интензивиравме процесот на објавување на повиците, на комуникација на можностите што ги нуди фондот до потенцијалните апликанти и како последица добивме, како резултат, не како последица, добивме нов бран на корисници со кои што неодамна склучивме и договори, така што процентот на искористеност сега е поголем од она што беше до пред 6 месеци. Според вашите проценки, колку средства ќе бидат потрошени годинава за иновативни проекти? Па со планот за економски развој воведуваме нов значаен извор за финансирање на иновативни проекти. Она што е битно дека во рамки на планот воведуваме можност за прв пат да се финансира така наречен проекти за технолошки развој, што подразбираат компаниите да можат да аплицираат за средства кои што ќе им помогнат да си набават нова опрема, нова технологија која што веќе се применува во светот,
со што ќе се помогне да се развие нивната конкурентност. Проекциите што ги правевме за средствата од планот за економски раст, за буџетските пари, ни доведува до бројка од 10,5 милиони евра кои што ќе ги објавиме како повик и очекуваме дека ќе ги доделиме во текот на 2018. Врз основа на кои критериуми проценувате што е успешна бизнес приказна? Механизмите преку кои што фондот ги доделува средствата се развиени во соработка со Светската банка, тоа значи дека подразбира дека се вклучени добри практики од други земји, успешни практики од други земји. Јас само ќе спомена, например, кај критериуми за селекција на проектите, значи зборуваме во прв ред проценка на степенот на иновативност на проектите, па зборуваме за квалитетот на самата проектна документација, пошто се цени и капацитетот на тој што треба да го реализира проектот, па зборуваме за капацитет на проектниот тим, дали да речеме во проектот ќе бидат вклучени, не знам, дел од истражувачите кои што во моментот се ангажирани во високообразовните институции во државата. Па се прави проценка на потенцијалот на пазарот, бидејќи вие може да развиете продукт за кој што реално нема пазар. Мито може да се развие продукт или услуга за кој што пазарот е неограничен. Значи се прави проценка и на тоа, и на крајот се прави проценка на влијанието на самиот проект врз општеството, односно врз животната средина. Согласно овие 5 критериуми се носи одлука дали одреден проект ќе се финансира или нема се финансира. Што е пресудно? Иновативност, инвентивност? Сите овие 5 критериуми се важни, не се подеднакво важни, значи во кај одредени инструменти поголема тежина се дава на степенот на иновативност, кај проектите од технолошки развој поголема тежина ќе се даде на потенцијалот на пазарот. Нормално. Значи бараме иновативни. Инвенцијата сама по себе значи пронудок за кој што може нема пазар. Значи ние тоа не го финансираме. Значи финансираме производ односно услуга за кој што има пазар. Бидејќи крајната цел е да се развијат компаниите со наша поддршка, финансиска поддршка од страна на фондот и на владата, меѓутоа за да се развијат и да функционираат, значи мора да имаат пазар за тоа што го пласираат. Дали понатаму најголем интерес за отпочнување на бизнес има кај секторот, IT секторот? Трета причина која што не ја споменав за релативно ниската искористеност на средствата допред 6 месеци е и тоа што фокусот малку повеќе бил ставен на IT секторот, односно да кажем исклучиво бил ставен на IT секторот, бидејќи се очекувало дека од таму треба да произлезат сите нови идеи и производи и услуги. Во нашата комуникација со потенцијалните апликанти, значи со бизнес заедницата во земјава, инсистираме на тоа дека сме отворени за сите сектори. Значи иновацијата и технолошкиот развој се применливи секаде. Применливи се во земјоделието, применливи се во здравството, применливи се во животната средина, буквално секаде. Нормално, IT секторот е сектор бизнис на 21. век. Во позадина на поголем број од проектите постои IT компонента, меѓутоа ние ги охрабруваме сите сектори, бидејќи, како што реков, иновацијата е применлива буквално секаде. Така што, да, очекуваме дека од IT заедницата и од IT деловната заедница ќе дојат поголем број на апликации за проекти, меѓутоа очекуваме од другите. Од средбите што ги имаме, да речеме, во изминатиот период, имаме доста голем број на компании од областта на производството, од областта на енергетиката, кои што исто така развиваат доста иновативни продукти и услуги за кои што реално постои добар пазар. Господин Деспотовски, кога би направиле компарација во однос на изминатите години, каква е иницијативноста кај младите? Дали се одлучуваат се повеќе да влезат со собствен бизнес или се уште преферираат да бидат дел од администрацијата каде што ризикот е помал, а плата има? Ке се сложам со констатацијата дека, за жал, општествената свест во земјава, поттикната, предпоставувам и од политиките во изминатиот период, креирала приоритет кај младите да бараат работа во јавниот сектор или да бараат работа надвор од земјава. Со неколку нови иницијативи кои што ги реализиравме во изминативе неколку месеци, се обидуваме да поттикнеме промена. Еве ќе ви дам пример. Реализиравме предизвик за барање на технолошко решение за намалување на загадување на воздухот, кај што ги поканивме исто сите микро, мали и средни предпријатија да дадат свој предлог, бизнес решение, кое што ние ќе го финансираме,
производ, услуга, иновативен, кој што на крај како резултат ќе има, откако ќе се примени, ќе има намалување на загадувањето, ќе намали загадувањето на воздух. Во период од 25 дена, колку што беше, значи многу пократок него вообичаено траење на повиците, значи 25 дена беше отворено, со добар комуникацијски план, излеговме децентрализирано надвор од Скопје, државме неколку инфосесии во поголемите градови низ државата. Значи добивме 30 издржани проектни апликации, кои што побаруваат 12,5 пати повеќе средства тоа што ги имавме алоцирани за самиот проект. Направивме јавен настан, каде што дел од предлозите најуспешните беа презентирани. Беа избрани 5 компании. Од 5 компании во сите проектни тимови имаме доминантно учество на млади луѓе. Дури едната компанија која што мислам дека беше и прво рангирана, ако не се лажам, имаме двајца носители кои што се студенти од техничките струки, а им помага професор од факултетот. Тоа значи дека сме успеале во дел практично да им покажеме на младите дека доколку се осмелат во наводници да предложат идеја, дека фондот е тука да ги следи. Мој соговорник во ова издание е новинарката Верица Јорданова од Innovativnost.mk. Еве ги нејзините размислувања околу стартап приказните. Во денешно време без ризик и во секој време без ризик не се влегува во бизнис, а во денешно време особено иновативноста и креативноста мора да бидат клучната состојка, да речам, на секој бизнис проект. Така што во денешно време младите, особено оние кои што навистина имаат предприемачки дух и кои што сакаат да влезат во овие води, дефинитивно влегуваат со иновативни и креативни проекти. Доказ за тоа се многуте бизнис приказни, особено оние за кои што ние пишуваме, а тоа се за млади стартап компании и млади предприемачи кои што навистина креираат работи за кои што можеме да бидеме горди. Станува збор, повеќето луѓе сметаат дека стартапите се врзани исклучиво со IT сцената, со технолошката сцена, што до некаде е и така, меѓутоа она што е важно и што ги разликува од останатите е дека IT е секако инволвирано и вклучено во нивната бизнис идеја, меѓутоа станува збор за проекти, услуги и продукти кои што може да се аплицираат во бројни индустрии, вклучително едукација, производство на храна, органска козметика и многу други области, кои што вклучуваат нови технологии, за кои што младите особено се добри во нивно имплементирање и учење, и при тоа ги вклучуваат во, да речеме, класичните бизниси, за истите станат поефективни и попродуктивни. Постојано зборуваме дека нашата економија и воопшто сите економии и компании треба да станат поконкурентни на светските пазари. Јас лично сметам дека конкурентноста може да ја добијат и да ја зголемат единствено ако ги применуваат новите технолошки решенија. Дефинитивно, светот денеска е глобализиран, технологијата е во основата на се и навистина се радувам што имам можност да ги презентираме преку нашиот портал Иновативност бројните вакви проекти на млади предприемачи кои што се иновативни, креативни и кои што имаат многу поголеми визии од македонскиот пазар. Дали младите предприемачи се повеќе се одважуваат да започнат сопствен бизнис, бегајќи од веќе она стандардното да се вдомиме во администрација, да бидеме сигурни дека ќе ни тече плата и толку? Голем број анкети покажуваат дека младите сакаат или да ја напуштат земјата или да се вработат на сигурно работно место. Меѓутоа, во оној сегмент од популацијата со кој што јас контактирам и со кој што имам информации, дефинитивно станува збор за луѓе кои што сакаат да влезат исклучиво во предприемачки води, кои што сакаат да се испробаат со нивното знаење, креативност, со идеи, да обезбедат пари, да направат навистина пробив на светски пазар и она што е особено важно е што голем дел од нив, добар дел од нив, тоа и го прават. Мислам дека, давајќи пример и извадејќи ги во јавност ваквите успешни приказни на млади луѓе, од кои што некои имаат буквално по 20 и неколку години, излезени од училишна клупа и обезбедуваат инвестиции кои што се бројат во десетици па и стотици илјади евра, мислам дека треба да бидат вистинскиот примери за останатите млади луѓе кои што имаат идеја и кои што сакаат да се испробаат. Еве сакам да кажам еден интересен податок дека например во големите светски компании како што се Google и така натаму се смета дека
поголема предност ќе имаат младите кои што во своето CV напишале дека зад себе имаат еден или повеќе неуспешни стартапи, отколку оние кои што имаат докторат во некоја област. Зошто? За луѓето кои што седат од другата страна, тоа им кажува дека станува збор за луѓе кои што се спремни да преземат ризик. Во денешно време водењето бизнес без преземање ризик и постоењето таков порив да се преземе ризик апсолутно е невозможно. Затоа се смета дека условно речено неуспехот кој што некој предприемач го имал позади себе е многу поголема придобивка од било каква диплома која што би си ја закачиле на зидот. Мислам дека и во Македонија треба веќе тоа да почне да се зема предвид. Еден друг тренд кој што постои во светски рамки, во Македонија полека навлегува и сметам дека треба многу похрабро да се навлезе во таа област и да се направи спојот помеѓу така наречената стартап сцена и класичната бизнес сцена. Зошто? Заради тоа што стартапите, што се? Тие се всушност најобични компании регистрирани според Закон за трговски друштва, не станува збор за нешто специфично, она по што се разликуваат од останатите компании е што имаат иновативен, креативен потенцијал и потенцијал за скалабилност, односно ширење на нови пазари. Додека пак класичните, да речам, компании, без разлика на која индустрија и да се однесуваат, имаат постојано потреба од тоа како да се диференцираат на пазарот, каква маркетинг или промотивна продажна стратегија да направат, како да воведат некоја нова услуга која што би ја понудиле на своите клиенти, а по која што ќе се разликуваат од конкуренцијата, што значи дека и тие компании се соочуваат со голем број на предизвици, не се во комфортна зона. Мислам дека овде треба да настане поголемо запознавање помеѓу овие две сцени, за да можат и класичните, да ги наречам, индустрии, да ги користат бенефитите од оно што го работат младите во таа стартап сцена. Вреди ли да се инвестира во Македонија и да се ризикува во исто време, имајќи во предвид дека постојано имаме амплитуди на политичко општествен план? Апсолутно да, заради тоа што во Македонија во моментот постојат на располагање доста фондови, на располагање кои што се отворени за иновативни проекти. Зошто вреди? Вреди заради тоа што денеска светот, пак ќе повторам, навистина е глобализиран и буквално можете да продавате услуга или производ од било кој дел на светот и при тоа да немате никакви проблеми или бариери, односно да немате многу. Така што преземањето на ризик, користењето на одредени фондови средства и ресурси во Македонија и од Македонија, и при тоа, добивајќи можност да го користите како поле за продажба целиот свет, сметам дека е апсолутно предност која што треба да се искористи. И тоа го користат не само стартапите и компаниите во Македонија, туку и секаде во опкружувањето. Неделава имавме една информација дека еден словенечко српски стартап кој што нуди технолошко решение за одредени индустрии, само во период од 12 минути успеале да приберат 22 милиони долари инвестиција. Што значи дека тоа решение кое што тие го нудат, буквално се однесува на компанија од целиот свет, или предпоставувам можеби најмногу за компаниите од американскиот пазар, а станува збор за стартапи и луѓе кои што живеат на Балканот и овде функционираат. Кои се успешни бизнес приказни во Македонија, кои може да се издвојат? Македонски изум е паметен громобран. Имаме решенија кои што одредени бойлери ги прават смарт бойлери. Имаме неколку платформи за едукација во кои што исто така пазарот и понудата е за пазар кој што е поширок, значи кој што е надвор од Македонија. Имаме интересни приказни во производство на органска козметика. Јорданова, благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Ризиците во банкарскиот сектор се минимални. Краткотрајната нестабилност предизвикана од домашните политички превирања во април и мај 2016 година е целосно надмината, оцени деновиве гувернерот на Народна банка Димитар Богов. За состојбите во банкарскиот сектор, за Фактор магазин зборува Маја Стевкова Штеријева, главен финансов директор на Комерцијална банка. Состојбата во банкарскиот сектор е нормална, стабилна, банките се сигурни, депозитната база расте, деловите во областа на кредитирањето се одвиваат непречено, нема никакви позначајни влошувања на кредитната способност на клиентите на ниво на банкарски систем, депозитите се сосема стабилни, како што напоменав, довербата кај населението е, како и во изминатиот период, на високо ниво.
така што може да се каже дека Македонија има здрав и стабилен банкарски систем. Приватниот сектор секогаш има интерес за кредитирање, кој што во одредени периоди може би е поинтензивиран или помалку интензивен во поглед на барањата на стопанствениците. Генерално со стабилизирање на политичката ситуација во Македонија очекуваме дека и ќе настапи период на поголемо охрабрување на стопанствениците за да влезат во нови инвестициски циклуси, но сепак динамиката со која што банкарите ќе ги одобруваат кредитите и стапките на раст на кредитирањето во голема мера ќе зависат од квалитетот на кредитните проекти кои што стопанствениците ќе ги понудат до банките. Почитувани гледачи, тука го затвораме и ова издание на емисијата Фактор магазин. Пријатна вечер.